Почитувани, добродојдовте во вестите на Канал 8. По повод празникот на Кочани Петровден, во четвртокот во храмот Свети Великомаченик Георги се одржа вечерна празнична богослужба. Потоа беше организирана литија и осветување и кршење на празничниот колач во паркот на Револуцијата, каде свештениците и верниците упатија молитви за здравје и благосостојба. Кочанскиот храм Свети Великомаченик Георги го одбележува патрониот празник и заштитник на градот Свети Петар. Најпрвин се одржа празнична вечерна богослужба, на која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион. Потоа литија од црквата се упати кон паркот на Револуцијата, каде пред мозаикот на апостолите Петар и Павле беше организирано осветување и кршење на славскиот колач. Празникот Петровден на присутните им го честиташе митрополитот Брегалнички господин Иларион и при тоа им посака да ги следи здравие, берекет и среќа. Светите апостоли Петар и Павле беа апостоли Христови и останаа проповедници и сведоци на Вселената за воскресението и за вечниот живот. Апостолот Петар потекнуваше од сиромашно семејство, честито и благочестиво, од племето Јонино, а пак името му беше Симон, на кој што Господ Бог му даде име Петар, кој што значи камен, цврст како камен. Беше ревносен, имаше силен темперамент, тој прв го исповеда Господа за Син Божи, а исто така и апостолот Петар, како што знаеме од Евангелието и од преданието и учењето на црквата, 3 пати се одрече од Господа, а потоа се покаја. На Педесетница прими Дух Свети и ревносно го проповедаше Христа, проповедаше во Мала Азија, во Палестина, во Ириклија и во Рим. Пострада маченички, убиен од царот Нерон, раснат на крст, каде што не сакаше да биде раснат како својот учител, туку со главата надолу, покажувајќи смирение и недостојност, а пак апостолот Павле беше евреин, беше зилот, беше ревносен, кој што ја бранеше еврејската вера, ги гонеше христијаните и ги убиваше, и по Божја промисла Бог го преобрази и го направи да биде апостол на народите, да проповеда, да благовести, на пат за Дамаск го ослепе, а потоа, откако се крсти, не само телесно и духовно прогледа и посведочи за Христа. Користам прилика денеска на градоначалникот и на сите луѓе во градот Кочани и околните места да им го честитам празникот на градот посветен на светите апостоли, посакувајќи да ве чуват и пазат и понатаму да ви даруват душевно и телесно здравје и да се молат на Бога и за градот Кочани и за целата Вселена, испросувајќи мир и благосостојба и дај Боже по нивните свети молитви, верата Христова да се утврди во сите нас и сите ние да постанеме жив храм, како што вели апостолот Павле, не живеам јас, туку Христос во мене. Православието да се зацврсти, единството да се зацврсти и да престанат сите поделби и недоразбирања и војни во светот. Уште еднаш нека честит, вечен и благословен празникот за многу години. Потоа во дворот на храмот Свети Великомаченик Георги се одржа и концерт на духовна музика со Сузана Спасовска и црковниот клирос Пелагонитиса, кои исполнија околу 10 црковни песни. Во вечерните часови граѓаните имаа можност на споменикот на слободата да ја проследат и операта Дидона и Енеј, што беше во изведба на гостите од Ниш од Република Србија. По повод Петровден, докторот Бошко Илиев од Кавадарци по 4ти пат на браната градче пливаше маратон. Подршка доби од Сдруженијето Кочански рибар и од општина Кочани. По повод Петровден, празникот на Кочани, 59-годишниот кавадарченец Бошко Илиев, специјалист по спортска медицина, го реализираше својот 4ти пливачки маратон на браната градче. Условите за пливање беа одлични, со надпросечна температура на водата од околу 24 степени Целзиусови. Маратонот се реализираше со техничка помош и придружба од членовите на риболовното здружение Кочански рибар. Се чувствувам добро, иако беше наближувам до
до 60-та. Се чувствам добро, пливам маратони по целиот Балкан. Еве, овој ми е втор маратон во Македонија, 7-ми поред во оваа сезона. Пливав и на нашето Тиквешко езеро по еден повод кај нас за 10 јуни. И пливав во Италија, пливав во Хрватска, во Грција, во Србија и еве сега Кочани. Утре пливам во Преспа, една трка и така. Временските услови се идеални, дури малку и топло. Мислам малку повеќе е топло, но тоа е тоа, Македонија, ова времето е тоа. А и гледам ја и по целиот Балкан е жешко и така, но се снаоѓаме во такви услови, водата е малку освежувачка, малку и тешко е да се плива и по вакви услови, бидејќи инсолацијата од сонцето е малку непријатна, ама тоа е тоа. Би сакал да биде нели традиционално 4 километра, 2 круга, негден околу 1 час и 3-40 минути од прилика. Имав една замисла да биде малку поинаку, да го пливам грбно, еве да открием една тајна, да биде малку атрактивно, но со оглед на неповолните временски услови со сонцето што е јако, ќе биде малку тешко да во лицето да ми биде час и половина, така да па стандардно најбрзо крал ќе го пливам, а во еден дел ќе пливам малку и грбно да биде малку атракција. Секој при завршувањето пливам лептир и така. Мислам дека би било еден добар, убав спортски настан пред се, а и еден културно забавен настан во чест на, па ќе кажам, на Петровден, на денот на Кочани. Подршка во реализацијата на маратонот на градче даде и локалната самоуправа на Кочани, при што во рамки на одбележувањето на празникот Петровден, градоначалникот Љупчо Папазов на маратонецот Илиев му додели признание. Почестени сме од присуство на докторот и спортистот Бошко Илиев, кој ја го промовира здравиот начин на живење и од спортски и од медицински аспект. Во исто време имаме можност со неговата активност на овој простор да ги афирмираме и убавините на Кочани, да го афирмираме овој простор, браната Градче и мотелот Градче, кои се едни од најубавите предели не само во Источна Македонија, туку и во цела Македонија, а со кој Кочани треба да биде горд. Сакам да искажам својата благодарност за докторот и му посакувам многу здравие, да се гледаме и следните години. Мотивот на Илиев за реализација на пливачките маратони е промоција на пливањето како здрава спортска и рекреативна дисциплина и популаризација на природните туристички потенцијали на македонските езера. Во рамки на престојот во Кочани, тој одржи и кратко предавање за учениците кои ја посетуваат школата за пливање на градскиот базен. На споменикот на слободата беше прикажана операта Дидона и Енеј во изведба на студентскиот културен центар од Ниш. Тоа е прв настан што се одржа по реновирањето на монументот. На централниот сценски простор на споменикот на слободата во Кочани, во четвртокот вечерта во организација на локалната самоуправа, студентскиот културен центар од Ниш ја изведе операта Дидона и Енеј. Музиката за камерната опера е на англискиот музичар и композитор од епохата на барокот Хенри Персел, а академскиот хор при студентскиот културен центар од Ниш и камерниот оркестар настапија под диригентство на Зоран Станисављевиќ. Приказната за Дидона и Енеј потекнува од оригиналниот Вергилиев еп Енеида. Камерната опера во 3 чина беше во режија на Кристина Атанасова Арсова. Ова е првиот настан што се одржува на споменикот на слободата по реализацијата на реконструкцијата на партерниот дел. Со тоа постепено се враќа улогата на оваа отворена сцена како културно собиралиште во Кочани. Владата донесе мерки и препораки за заштита на граѓаните од високите температури. Тие ќе бидат со важност до 18 јули, четврток. Македонија веќе неколку дена се наоѓа во портокалова алертна фаза. Дневните температури, како што најави од Управата за хидрометеоролошки работи, во некои делови од државата се и над 40 степени. За таа цел, владата одлучи да ги ослободи од работа бремените жени и лицата над 60 годишна возраст.
Во градинките да не се практикуваат физички активности од 11 до 17 часот, односно децата да не се изнесуваат на отворено. Сите правни субјекти кои имаат ангажирано лица кои работат на отворено, да ги запрат активностите до 17 часот. Владата препорачува приватниот сектор да го организира работното време со цел заштита од директна сончева изложеност на работниците, пред се избегнување престој на отворено во критичниот период од денот. Исто така единиците на локалната самоуправа, Црвениот крст и центрите за социјални работи да пружат помош на осамени, стари, изнемоштени и на бездомни лица. Мерките ќе важат до 18 јули, четврток. Во тек е консултација со јавноста и наставниците за организирање на пролетен распуст за учебната 2024-2025 година, информираат од Министерството за образование и наука. Министерството за образование и наука информира дека во тек е изработка на календарите за организација на работата на основните и средните училишта во учебната 2024-2025 година. За успешно заокружување на процесот, од Бирото за развој на образованието потенцираат дека од голема важност е мислењето на пошироката јавност околу тоа дали е потребно организирање на пролетен распуст. Со оглед на различните ставови во јавноста по однос на пролетниот распуст во основното и средното образование во минатата учебна година, а со цел на транспарентен начин да се одлучи дали ќе се организира и во оваа учебна година, Министерството испрати прашалник до училиштата, а истиот е достапен и за целата јавност на официјалната веб страница mon.gov.mk со цел сите засегнати, наставници, ученици, родители, старатели да го дадат своето лично мислење. Во соопштението е наведено дека со организација на пролетен распуст наставната година во учебната 2024-2025 би завршила на 13 јуни, а доколку се одлучи да нема пролетен распуст, учебната година ќе заврши на 10 јуни. Почитувани, тоа беа настаните што го одбележаа денешниот ден. Ви посакувам убав празничен викенд. Довидување.